Има нешто во старите работи. Стара во песна ме разнесе во многу најпозитивно смисло, во најбуквално смисло. Последната песна, фала дечки за последната песна. И начинот како беше донесено, се тоа нели влие и треба да влие. Ние не измислуваме топла вода тука, па секој ден ги пробуваме некои работи, него ние знаеме кои сме, што сме и од таму поаѓаме. И тоа е многу битно. Така што ја научим на памет. Ето, значи Сезар рекол, сега ќе го кажам на српски, што така им беше пренесено на времето кога дете. Волим те државо како стара ципела. Или на македонските сакам државо како стар чевер. И стварно се многу веќе старите чевери. Нема поудобно нешто од стар чевер. И немало поубаво нешто од старо вино. И така, да не ги редиме тие работи. И ете кога само даде чест на некои повозрастни или постари луѓе, како милувате, така примете го тоа. Но убавината е што најверојатно го поминале тестот на времето. Тоа е едно нешто. Добро се разгазиле работите. И јас сум газал грозија, не знам дали вие сте газале грозија. Али јас сум газал грозија. Тоа е една, како да кажам, зависи кој временски период. Ние го газавме многу касно навечер и спиевме, газавме, правевме нешто, али е многу интересна работа. Зошто? Зашто правиш нешто што понекогаш е навидум чудно, како ти со чизми гумени да газиш нешто и после тоа треба да го пиеш истото. Значи навидум е многу чудно. Луѓе можеби од запад да видат како се газува грозија, никогаш вино нема да се напијат. Или општо некои што се по-педантни во нивното однесување, во нивното делување се. Но после тоа што излегува, тоа е прекрасно. И така да многу работи треба да дозволиме да бидат разгазени, да бидат убаво протресени. Ако гледате најубавото кафе, бариста сликаат момците што прават кафиње нели по кафичите, најубавото кафе излегува преку такво растресување. Од која ќе остават кафето, мора да го растресат, да дојде се на свое место, да се наместат секое зрно, инаку таму се тие зрна многу ситни не се гледаат, но има нешто во процесот. И тоа зборев пред 2 недели, го слушнав дека Зоран збореше после тоа, има нешто во процесот и тоа има нешто, секогаш има, па да, има нешто. Но што има? Има многу нешто во процесот. Процес на созревање, процес на делување, процес на се нешта. И верувам дека можеби во таа насока треба да се продолжи, да сме свесни и да знаеме дека навистински сме во еден процес, без разлика дали сме директно инволвирани во процесот, дали сме наблюдувачи во истиот процес. И наблюдувачот е дел од самиот процес. Ниеден опит хемиски, физички, како било сакате кажете го, не настанал само од себе, ако не е наблюдуван. Разбираме, тој може да биде, но мора да биде наблюдуван за да биде пренесен. И така да, сите ние, без разлика на кое стојалиште стоиме, на кое место стоиме, дали во моментот наблюдуваме некоја стација, дали сме директно инволвирани, дали индиректно инволвирани, ние сме дел од процесот. И така полесно ние ќе можеме да одиме напред. Ако знаеме дека сме дел од процесот на создавање на оваа држава, на разбирање на оваа, на водење во подобри времиња за оваа држава, истото важи за црквата, може да пренесете и за семејството. Многу лесно и многу често е ние да се одградуваме. Посебно ако не одат работите. Ако не одат работите, ние немаме ништо со тоа. А нешто мрда, ние сме најзаслужни за тоа. Така да ние сме селективни по многу нешта. Но ајде да не бидеме. Има кај треба да бидеме селективни. И писмото е селективно и кажува двој. Коска на страна, месо на другата страна. Така да, добре дојдовте во процесот. Не знам, читајте процесот Кафка. Така да, добре дојдовте во нешто што нарекува живот на еден христијанин, живот на една црква и понатаму. Кај сакате таму се. Амин. Не знам дали има,
Јас сум сигурен дека нема и убеден сум и затоа стојам тука, дека има посилно нешто од она што го пеевме во последната песна Распнат, во гробот положен, како роза згазен, така. И тоа навидум е толку тажно и толку наплив на секакви емоции се ствараат во еден човек, што е точно вистината. Што не навраќаат на сето она што Христос мораше да помине, но тоа наедно се пресликува во твојот живот и буди во тебе многу нешта. Буди во тебе созревање од таму кај што си да пораснеш повеќе. Ги буди најдобрите твои нешта, но исто така и те навраќа на нештата што треба да бидат сменени. Зашто кога сме свесни за едно такво дело на крстот, кога сме свесни за едно такво воскреснителна сила, една таква воскреснителна сила, ние немаме друга опција, освен да се понудиме како богоугодна жртва. Да се понудиме како богоугодна жртва и да речеме: Господе, ти си мој, тоа го разбрав. И го кажа и во црква. И јас сум твој. Ја не можам да кажам за тебе дали си на Господ. Можам, ќе биде валидно, сум те наблюдувал, во процесот сум ти бил некојаш, но нема да биде валидно толку пред Господ, додека како што и ти ќе му кажеш: Господе, јас сум твој. Јас сум твој. Гледате колку е битна улогата на тој до тебе во столчето, колку е битна улогата на тој до тебе во црквата, на тој до тебе во животот. Еден пишал дека многу се разневитуваат браковите, знаете зашто? Зашто не се живеат како тајна света. Зашто ние имаме тенденција, сега мора да ми помогнете за тој збор, ја олато секојаш го кажувам, имаме тенденција сите работи да ги разбираме, да ги сваќаме, да ги прифаќаме олако, како лесно, како да тоа така треба да биде, како тоа е, како? Здраво за готово да ги сваќаме работите. Но не е така. Не е така. Затоа и здраво за готово ни бегаат работите. Каков пристап имаш, таков пристап ќе добиеш. Што ќе посееш, тоа ќе жнееш. Ова не го кажувам јас, го кажува Христос Исус. Така да ги живееме браковите како света тајна. Тие што сме во брак, амин? И тие што планирате во брак, да си знаете. Дека бракот е света тајна. И да не ги зимаме работите како здраво за готово. Прво што ќе сочите во брак, ќе биде: ако не бев јас, ти кај ќе беше? Да, ама истото важи за тебе, ако не бев јас, ти кај ќе беше? Да, олако, става тоа здраво за готово паѓа при првиот испит, при првиот тест. Јас сум се научил и верувам дека така треба да биде. Да се борам за работите, да ги сакам работите, да ги барам работите, не да пристапувам како здраво за готово на работите. Нема да навлегуваме во тема што е борбата, кај треба да оди, колку треба да оди. Сите го имате Светиот Дух. Сите ќе се најдете на позиција да размислите до каде што. Ја верувам дека ние повеќето тука, ако не и сите, сме освестени луѓе за овие работи, после тоа да појдеме, да ги истражиме, да видиме до кај сме и што сме. Но јас сакам во животот и сум таков. Не сакам работите што ги имам да ми бидат како живот и да ми зависи од нив. Ета на таков начин, многу пати сум го кажал тој израз. И пристапувањето кон Христос, и пристапувањето во брак, и после тоа имањето на деца кој ќе биде, и правење на куќа, и градење на црква, и било што. И било што. И нема да кажам дека секогаш успевам, зашто ќе излажам. Но да се трудиме. Тоа постојано го има низ писмото. Да се трудиме. Да се трудиме. Но едно нешто што размислував последно време е тоа дека кога ние немојте да зимаме нели здраво за готово и да кажуваме чекај сега дали ова го мислиме за сите или за секој ќе се најде во целата стација каде е, што е и така треба да биде.
Затоа што зборам некогаш ние не значи дека сите. Тоа сакам да го обяснам. Но понекогаш ние кога добиваме благослов, ние единствено што мислиме дека тој благослов е за нас и тој се тргаме од другите, да не случајно ни биде земен, и тоа се вика суеверие. Суеверие е да не знам што да правиш, како да го опишам. Да добиеш подарок и да не го покажеш, зашто ќе мислиш дека некој ќе ти уручи и ќе ти го земе. Тоа е суеверие. И ти си добил благослов, и ти ради твоето суеверие не можеш да го уживаш благословот. Не можеш да го уживаш подарокот, не можеш да го уживаш што и да е. И го читам Павле во Дела на апостолите. Ја би рекол тука дека треба да стои насловот Делата на Светиот Дух преку апостолите. Али добро, така го избрат. Дела на апостолите. Така. 16 глава. Павле одат со цела ревност во Македонија, по Пикани, со еден целен тим, одат да го донесат Евангелието таму. И секогаш ние, кога одиме за нешто добро, очекуваме и веруваме дека таму ќе не чека нешто најдобро. Зошто? Па не сме ние фрлале по Бога со камења, ние одиме за добро, на луѓето да донесеме добра вест. Тоа е дека треба да се спасат. Јас така помисли за моето семејство кога јас го спознав Христос. Сега ќе појдам ќе им кажам на сите и сите, дека бе таму. А ја мислам со цела ревност. И после штетата што ја направив, требаше да е санирам со текот на годините. И тоа бива. Зошто? Зашто има ревност, ама има и мудрост. Амин. Кога се во пакет, се многу подобро. Инаку ревност за твојот дом, ќе ти зеде, ќе ти изгризе. И видите, вика на полноќ, Павле и Сила се молеа и со песна го славеа Бог во затвор. Пишува погоре како биле ставени, како биле фрлени од чуварот во затвор. Вика беа фрлени во подлабокото, значи во потемното, и им беа ставени тие окови. Тоа не се ни окови, тоа се уште положи, тие се бетонски, како хранилиште да фаќаат, да нема мрдање. Околу од барем малци ти мрднеш лево десно, во зависност од тоа синџирот колку е голем. Ова се такви бетонски. Така што се и вика, а затворениците ги слушаа. Значи ние кога славиме и обожаваме и кога се молиме, нас не слушаа. Зашто ние не сме сами и не треба да бидеме сами. И немате да мислите дека сами. Амин. Затоа и можете да бидете благословени јавно кога се молите тајно, зашто и во таа тајност не сте сами. Кога одеднаш настана силен потрес, така што се понестија темелите на занданата, во истиот час се отворија сите врати, сите, сакам да фаќаме берешки, значи сите. И на сите им паднаа оковите, а чуварот на занданата се разбуди и кога ги виде отворени вратите на занданата, го извади мечот и сакаше да направи харикири, мислејќи дека затворениците избегале. Значи честа, достоинството, како се вика тоа, задачата, што требаше чуварот да ја исполни, остана неисполнета. И он немаше друго што, освен сам да се пресуди. Таа лојалност према царот, таа лојалност према тој што е те поставил. И они не знаеле поинаку. Ако биде поинаку, тој ќе биде дезертер и тешко му него. Одговорност за нешто. Дефинитивно. Значи човекот си е во право. Но што прави? Павле прави тука еден пресврт што можеби не знам дали пред тоа го имало. Ако го имало, треба да видиме дали е запишан, не зборам уште да видите, него од други, но Павле прави нешто што нас понекогаш, посебно ако не го познаваме Светиот Дух, не би ни паднало на памет. Павле и компанијата. И да видиме што прави. Но
Но Павле викна со силен глас, велејќи: не прави си себе никакво зло, зашто сите сме тука. Вау! Ако се вратиме назад, ќе видиме дека се беше отворено. Врати, прозорци, се, само да излезат. Само да си отидат. Благословот за нив беше да си отидат. И немаше да направат никаква грешка, ако си отидат. Зашто Бог ги ослободи од занданите да си отидат. Нема да биде грешка никогаш кога ќе добиеш благослов да го задржиш. Нема да бидеш грешка. Нема да те суди никој, а посебно не тој што ти го дал благословот во живот. Нема да те суди. Но, затоа имаме и мудрост. Затоа го имаме Светиот Дух. Затоа што ќе ни биде дадено да знаеме што со него. И видете го Павле. Не прави си себе си никакво зло, зашто сите сме тука. А тој побара светлина. На друго место е светло. Таму било темно, не побарал светлина. Побарал светло, за да види. Но и да било светлина, да било светло, кога добиваш зборови на живот, кога некој што си очекувал да избегаш и тој да е причина за твоето самоубиство, зашто ти не си извршил задачата, му го слушаш гласот дека уште е тука, тоа е светлина за тебе. Тоа поголемо светло нема од тоа во твојот живот. А тој побара светлина, трча натре и треперејќи падна пред Павле и Сила. Па откако ги извади надвор, рече: Господа, што треба да правам јас за да се спасам? Нема никаква конверзација, нема поминато време, нема ништо. Има просведочување. Има силно просведочување. Зошто? Зашто луѓето што можеа да избегаат, не избегаат. Кажаме колку е тешко да се враќаш на местото на злосторот. Павле не се ни обидува да заминат па да се вратат. Никогаш не заминаа. За нив беше тоа благословот. Благословот беше да се спаси тој чувар и пишува таму, преку тој чувар и тој дом, и ако гледаме во историјата, да се отвори црква и Филипи да го види благословот. Што да ја разрушите? Никој нема да то суди, ако благословот го задржи себе. Но ако решиш да останеш, ако решиш да останеш и да бидеш благослов за другите со истиот те благослов, тогаш веќе силата Божја работи во твојот живот. Така да верувам дека сите сме повикани да им покрием благословите. Се додека Бог ни кажува: остани и биди тука, зашто тој благослов не е само за тебе, зашто тој благослов не беше ни никогаш замислен само за тебе. Уживај во благословот, но ако го уживаш со двајца и тројца, е подобро. Ако инволвираш и повеќе, уште подобро. Ти ќе бидеш позадоволен, ти ќе бидеш поисполнет. Барем земи си, знаете како? Дечките имаа свадба. Ја прво што ми рекол да си земете меден месец. Само да не трае предолго. Да. Има убавено во медениот месец, али да не трае предолго. Така? Зашто човек лесно станува задоволен сам од себе. Многу лесно. Границата покрај екстремите е секогаш толку тенка, што понекогаш си мислиш дека си с едната нога таму, се од другата ваму. Многу пати зборуваме со Даниела дома: еј, види го овој глумец, тој е харизматичен. Не си е харизматичен, не е антипатичен. Да. И обратно понекогаш. И тоа гледаш дека границата и таму е толку тенка. Тенка е границата. Но што рековме минатата служба? Дека кога се оди на границата, кога се притиснат на работа, кога се движиш по таа линија, тоа си на место за најголем успех. А тие му рекоа: ќе отвориш од создавање, ќе почнеш да читаш, да учиш, ќе почнеш да одиш секаде кај што си сгрешил. На сите што си ги степал во затворот тука, што си ги затворил, праведни и безправедни, ќе им се извидиш.
Сите овие работи ќе ги направиш. И пак ќе биде малку. И после ќе продолжиш. Ќе продолжиш да постиш секој ден. Ќе продолжиш да се миеш раце пред да јадеш секој ден. Ајде да додаваме. 10 закони има евреите, ги додадоа на 600 и нешто тamo, колку испадна добре. 10. И така да ние секогаш сакаме да додаваме. А они вика, му рекоа, верувај во Господ Исус и ќе бидете спасени ти и твојот дом. Амен. Што не е толку едноставно? Па не, треба да веруваш. Треба да веруваш. Тоа што Петар ќе надодаде со сето свое срце и со сиот свој разум. Амен. Верувај во Господ Исус Христос. И ќе бидете спасени ти. И пак не е само ти, и твојот дом. Ти и твојот дом. И земете го ова и врзете го в кръпче. Ќе бидете спасени ти и твојот дом. Амин. Јас верувам во ова. И не сум. Амин. Слична случка има пред тоа. Во истата глава. Со Лидија. Лидија, мислам дека тогаш истражував, сад сум заборавил, а не сум запишал. Значеше нешто жена посветена на Бог или така некако беше. И не случајно е запишано за Лидија дека продава пурпурна платна. Значи, буквално пурпурна. Пурпурната е боја на кралството. Да. Жена што доаѓа од Бог, Виолета, така? Виолетова боја, да. Пурпурна виолетова боја. Значи, евеа жената, богојазлива, што продава кралство. Што продава кралство. Ние понекогаш за луѓето кои мислиме дека не го познаваат Бог, или кои вистински можеби не го познаваат Бог, ние пристапуваме како да тие се непријатели и мора во нивниот живот да се случи нешто толку драстично, да се откажат од се пред тоа и да тргнат. А читаме Павле вика верува во Христос. Значи доволно. За Лидија пишува дека а во саботата излеговме вон градските порти крај реката. Знае ли он, прашал, каде им е место на молитва? Не ги интересирало на кого се моли. Не ги интересирало. Зашто? Тебе не ти интересира толку многу за непријателот, тоа знаеш кој е од твоја страна. Така? Кога ти имаш постар, брат, ти не се замараш многу со кого се чепкаш надвор. Што постариот брат ти дојде ќе реши ситуацијата. Така? Можеш да рипнеш и на некој поголем. И во овој случај, Павле не ги интересира на кого се молат, но прашуваат каде е местото, каде што се молат. Зашто има луѓе, тако беше и Корнелиус, за него пишува дека бил богобојазлив. Значи, што значи тоа? Имал семе засадено, што верувам дека е секој еден, засадено од Господ. Има семе засадено и тој човек има нешто што многу полесно ќе го отвори срцето за Бог после тоа. А тоа е семето што засадено дека некој над него, некој нешто има, некој го сака, некој го почитува, некој го создава. И така да вика, во саботата излегоме во градските порти, крај реката, каде е местото за молитва. Тука седнавме и изборувавме на собраните жени. Значи имало многу жени. Тоа го слушаше една богобојазлива жена по име Лидија. Или во превод по име сакана од Бог или создадена од Бог. Продавачка на кралство. Или пурпурно платно. Од градот Тиатир, а Господ и го отвори срцето да внимава на Павловите. Клучниот збор е внимава. Зошто имало многу жени, но Лидија внимавала. Многумина изминие тука, но разлика ќе направи тој што внимава. Тој што ни внимава на славење, тој што внимава кај гази, тој што внимава кај оди, тој што внимава со кого се дружи. Само да не биде вниманието затвор за нас. Зашто ние имаме тенденција преку работи, како внимание, како
опрезност, како внимателност, да забраниме или да ограничиме слободата во нашиот живот, што Господ ни е дал. Не ние што сме ја замислиле дека така треба да биде, него што Господ ни е дал. И така да внимаваме како внимаваме. Тоа го слушна една богобојазлива жена по име Лидија, продавачка на пурпурно платно од градот Тиатир, а Господ го отвори срцето да внимава на Павловите зборови. Кога пак беше крстена, таа и незините домашни не замоли велејки. Ова е многу интересен стих. Значи, ваму имаме чувар што беше пред самоубиство, ама не по погледа. Само праша, послуша и таму пишува после тоа во домот, појде и се спаси цел дом. Но ева Лидија, и ова е многу валидна работа. Зошто? Нас ни треба не само сведоци, ни треба некој да ни одобри нешто во животот. Значи, кога ти сакаш да направиш нешто, и си 100% сигурен, ќе ти биде 200% полесно ако уште еден ти одобри. Ти не бараш он да одлучи, него бараш одобрување од некој. И вика, ако сметате дека верувам во Господ, влезете во мојот дом и останете. И не принуди. Значи, Лидија побара одобрување. Ако сметате дека верувам, јас сметам дека верувам. Али ако сметате и вие, нека биде така, како што треба да биде. Амин. Ајде сврти во Јаков. Сега само да видим. Јаков. Јаков кој што зборува за слободата, не сум го запишал. Еве го. Јаков 1 глава 22 стих. Нели, многу пати сме кажали, луѓето се битија на заборав и факт е дека многу работи забораваме. Многу работи ние селективно ги правиме, што сакаме да памтиме, што сакаме да заборавиме. И некогаш така треба. Некогаш така треба. Са некој ти избере, ти да памтиш, немој. Нема потреба. Заборави ако можеш. Имаше емисија. Да. Али можеме, зашто имаме сила да заборавиме. Да, борете боли, сите тие нешта, ама можеш да заборавиш. Јас сум убеден, сум го видел во мојот живот, нешто сум заборавил, нешто оставам простор да биде заборавено. Не можеме да кажеме дека се сме заборавиле, но имаме шанси да забораваме. Но да не забораваме нешто што е клучно, нешто што е важно. Затоа не кај нас кажува, паметниот пишува, тој другиот памти. Така да, треба и да се памти, ама треба и да се запишува, за да не се заборави. Така. И Јаков кажува една многу интересна работа. Вика, и бидете извршители на словото, а не само слушатели кои се мамат себе си. Значи, секојаш кога си во состојба, да останеш само на слушател, ти се мамиш себе си. Јаков интересен. Осе што ги мамиш другите, тоа не е толку битно. Другите ќе направат проценка, према таа проценка, ќе видат до каде со тебе, некои ќе одат подалеку, што имаат благодат повеќе, некои ќе останат тука и нема да одат понатаму, но нема да ги знаеш. Еден пријател кажуваше, вика, мене не ми е криво што лаже, не ми е криво што мисли дека му верува. Така да не можеш многу да измамиш, но Јаков кажува вистината, вика, тој што останува само на слушање, себе си се мами. А да се мами себе си не јува. Тогаш живее живот што не е за тебе. Тогаш живее живот неисполнет и ненаменет за тебе. Зашто што ти постојано избегаваш од нешто што треба да бидеш. И затоа не е убаво да останеме само на слушатели и да се мамиме себе си.
Зашто кој го слуша Словото, а не го исполнува, прилега на човек кој го гледа своето собствено лице во огледало. Значи ти го слушаш, а не го исполнуваш. Но, па откако ќе се погледне и замине, веднаш заборава како бил. Веднаш заборава како бил. Така приликува човек што слуша, а не исполнува. Што слуша, а не дава плод, а не покажува. Знаеш, понекогаш е многу битно да покажеш интерес, да покажеш иницијатива за нештото. Зошто? Ние не можеме да бараме, самите ние зборуваме дека е процес, така? Не можеме да бараме совршен плод од таа ситуација, одма, веднаш, некои работи, да, можеме, некаде мораме така, но во глобала треба да го ставиме на процес, но да влеземе во тој процес. И така да, ако ние останеме само на слушање, тоа сме исто како да се забораваме секојаш што сме гледало како сме. Како бе ја? И ностоп се навраќаш. Ти, затоа вика Јаков се маниш, зашто ностоп се навраќаш, за да видиш како си. Пак свртиш се, пак се забораваш, пак се навраќаш. Чекај како бе. Чекај како бе. Јас сум видел несигурност, посебно кај понежниот пол, во контекст на како сме облечени. Чек, добро ли? Пак, добро ли? Мило, добро сум. Значи, тоа е таа несигурност. Тоа е таа несигурност има крај. И треба да има крај. Така? Амин. Се согласуваме со ова? Треба да има крај. Зошто? Несигурноста треба да се надополни со сигурност. Ние имаме потенцијал, работите што манка, што климаат во нашиот живот, да ги исполниме со нешто сигурно, стабилно во нашиот живот. Амин. А имаме и време, што се нарекува живот и плюс вечност. А кој ќе се загледа во совршениот закон, законот на слободата и остане во него. Кој ќе остане пред огледало постојано? Некако само бендиса. Затоа вика не во тебе да се загледаш, не во совршениот закон, закон на слободата. Христовиот закон. Не како заборавлив слушател, туку како делотворен извршител, тој ќе биде блажен во она што го врши. Тој нема да биде спасен тогаш. Затоа треба убаво да читаме. Тој е спасен. За не се секираме за тоа, зашто ние кога нешто помалку разбираме, помалку можеме да го расудиме, ние го следуваме, ама јас спасен сум, нели? Не знам дали сте приметили. Стави го човек на граница каде што е веќе му е тенка линијата, каде што веќе треба да пружи отпор, и он ќе ти знаеди работи што ти воопшто не си ги кажа. За заштита и за одбрана. Така да тука не пишува дека ние кажуваме, дека Јаков кажува дека ако се загледаш, ако останеш пред огледалото на совршениот закон Христов, кој е слобода во твојот живот, ти ќе бидеш спасен. Не, него пишува ќе бидеш блажен во она што го правиш. И затоа има луѓе христијани, некои блажени, некои помалку блажени. Ич блажени нема. Ич блажени нема. И затоа и не треба да се чудиме ако некој се повеќе блажени, некој се помалку блажени. Зашто има зошто е така. Зашто некој се загледува во совршениот закон, а некој, како заборавлив слушател, само дзирка на огледалото, во несигурност, во несигурно бев ја христијани, не бев ја христијани, ностоп имам пораки. Сум ли сега батко христијани? Не сум ли батко сега христијани? Тоа усвари во огледалото. Тоа не е прашал мене, он се прашал себе, ама сака да се, како тоа се вика, од друг да слушне. А инаку цело време себе и себе. Човек е најискрен. Нема поискрен кога е сам на сам пред огледало. Не знам дали сте размислували за ова нешто. Нема. Тогаш најискрени гримаси правите. Се смеете на вашите гримаси. Кажувате работи што пред други не ви ги кажале, дури ни пред сопругот или сопругата. Човек кога е пред огледало е најискрен, зашто ја доживува слободата. Затоа Јаков вика,
загледајте се во огледалото на совршениот закон на Христос, кој е слобода за вашиот живот. Одејќи постојано на огледало, зашто си заборавил, е робство. Робство е кога треба ти нешто постојано да го правиш, но и постојано. Робство е да не си сигурен кој си во Господ. Знаете ли што луѓето надвор не разбираат, а што го наметнуваат како наша слабост? Дека ние сме робови на идеологија, дека ние мораме така да правиме. Не сваќаат дека тоа е нашата слобода, они се робови. Зашто се надвор од вистината што не ја разбираат. И тоа боли. И тоа е робство. Ако негде има слобода, слобода има таму каде што е духот. Ако некаде постои место на слобода, ако некаде е измислено, ако некаде сакате да го најдете, да најдете слобода, барајте слободата на вистинско место. Каде што е духот, каде што е светиот дух во нас, кај што пребива. Вау. Ние бараме слобода од места кај што не може да испорачаат слобода. И тука правиме вики. Не може секој да испорача слобода, колку и тоа да ја осмисли најдобра дефиниција да каже. Слобода може да испорача тој што е во тебе. Зашто тоа е слобода, светиот дух. Амин. Исус кажува дека вистината ќе наслободи луѓе. Затоа е толку битна. И затоа е битна да ја знаеме. Затоа е битна да ја нудиме. Вистината е ништо друго. Зашто таа ослободува. Таа ослободува луѓе, ослободува ситуација, ослободува нација, го ослободува. Таа е наменета да го ослободи сето. Го знаеме тоа. Таа е наменета за секој еден да ослободи. И затоа христијаните, кои ќе видат неслободни луѓе, реагираат. Зашто не можеш инаку. Знаеш што значи слобода. Пишува дека е поврзана со идентитетот слободата. Само ако знаеш кој си, можеш на вистински да бидеш слободен. Само ако знаеш кој си, можеш да бидеш вистински слободен. Тогаш се ослободуваш и од самиот себе. Тогаш се ослободуваш од наметнатите работи не само до околината, и од самиот себе. Ние се и наметнуваме сами бремиња, без потреба. Слободата не можеш да ја изгубиш, но можеш да ја загубиш свесноста за неја. Можеш да ја загубиш свесноста и кога се губи свесноста за слободата, се оди во една фаза на злоупотреба на слободата. Зашто ти никако не можеш да злоупотребиш благодата, тоа е невистина. Кој ќе ви каже ти злоупотребуваш благодата, тоа е невистина. Не можеш да злоупотребиш извор што постојано извира. Не можеш да злоупотребиш некој што е помудар од тебе, така, нели? Некој. Само можеш да добиеш благодата. Можеш да добиеш и да статиш дека по 5 години, тој човек таа постапка му била таква ради тоа и тоа, а ја упорно не сум го разбирал. Но слободата можеш да ја злоупотребиш. Само и само ако ја изгубиш свесноста за неја. Ако изгубиш свесноста за слободата, почнуваш да се губиш кој си во Христос. Зашто рекоме дека само слободата, само ако знаеш вистински кој си, ти си слободен. А не можеш да ја изгубиш зашто не си ја заработил. Не можеш да изгубиш нешто што ти не си го заработил. Зашто слободата дојде преку благодата во нашиот живот. Треба да дозволиш да ставиш Господ нешто во тебе, да колку што можеш да соработуваш со него и да му дозволиш на тоа да делува во твојот живот. И затоа имаме моменти на ослободување во моментот од некои нешта
но имаме моменти на процес на ослободување од Бога. Зашто некои работи бараат процес, некои работи можат да бидат инстант. Што нешто Ајде во втора Петрова 1 глава 6 стих. Тоа што во нас слободата ни поставува стандард такви да живееме. Ако ти кажуваш дека си ослободен, дека Христос те ослободи, тоа што ти поставува стандард да живееш слободно. И зошто да се враќаш на робскиот јарем? Зошто? Нема потреба. Не? А знаењето со доблест, со самоконтрола, со трпението, гневето со побожност. Зашто сум го пишал ова, не знам. Ајде, нека стои таму. Јаков ни зборува за закон на слободата. Ти одлучуваш дали ќе останеш во слободата или не. Ако можеме да кажеме дека каде што е духот, таму е слободата. Ние немаме друга опција или немаме, како се вика тоа, право или да бараме слобода на друго место. Затоа што повргу се освестиме каде ја бараме слободата, ние сме на вистинското место да можеме да ја уживаме и да ја живееме таа слобода. Јас знам дека кога пред 4 години, кога ја правевме таа на младинска, не знам, прва младинска конференција, беше млади слободни. И на Фейсбук се направи некоја фама околу тоа, а некои почна да пишуваат без да слушнат нормално. Тоа е најнормално, да знаете дека луѓето побрзо пишуваат него што слушаат, почна да пишуваат вака, така, измислици секако. И најпосле тоа да се испостави дека се било во ред, убаво тие луѓе таму објасниле за слободата, кажале и сите тие нешто. Така да не ги следиме тие луѓе и такви чекори да посегаме, додека не слушаме некого да пишуваме за некого. Тоа не чини. Но знам дека слободата секогаш е како трн во очите на другите. Ако некој некогаш си се соочил со љубомора во братот си, видел љубомора, тоа е ради што ја сака твојата слобода. Слободата секогаш знае твојата слобода да биде трн во очите на другите. И затоа е можеби најнеразбраното, а најбараното нешто. Сите војни и борби за правда се борби за слобода. Пред службата зборев со еден брат наш тука и заедно се договоривме, не се договоривме, него заедно потврдивме дека на нашиот свет денеска, ајде да не одам, на наша Македонија им фалат повеќе мажи. Ама во вистински смисла на тоа. Мажи. И дека тоа има историја зошто е така. Кога бараш нешто што не го разбираш, и кога си толку цврст и убеден, се бори за тоа, ти го добиваш тоа. Ама не се грижи за последиците од тоа. Со текот на историјата, жените бараа права што не ги разбирале понекогаш, бараа права каде што ги преминаа границите и сега светот е малку извртен. И сега жените прават машки работи, а машките работи, да не кажам прават женски работи, ама не прават тоа што треба да прават. Не е ова измислица, не е ова само моје мислење, само погледнете. Ние гледаме и викаме, посебно за новите генерации, ние ги го услуваме постојано, но мора и да укажуваме каде се скривнува каде не. На ова општество, на овој свет, фали мажот. Фали мажот.
не дека жената не фали, да не се разбереме. Жената го има местото. И така треба да биде. Но фали машкоста во мажот. За некои работи да дојдат на вистинското, да дојдат на вистинското место. Зошто? За да можеме да ги ослободиме и жените од притисокот што се наметнал со текот на годините. На таков начин ќе ги ослободиме и нив. Ја не знам дали вие сте го видели истото, али јас сум видел многу поголемо херојство последно време во жени него во мажи. Не правиме никаква споредба. Само сакаме да вратиме нешто што со текот на годините, на вековите се губело. Се губело. Ве мажи, бидете мажи. И жени, бидете жени. Немојте поинаку, луѓе. Немојте поинаку, не води никаде, послушате ме. Не мора да ме послушате, ама истражете, испитайте, видете во вашиот живот околу. Мажот да биде маж и жената да биде жена. Што има врска до слободата? Голема. Голема. Идентитетот што го прифаќаш е во голема мера тоа како ти ќе живееш и колку ќе бидеш слободен или нема да бидеш слободен. Нека мажите останат мажи во Господ и нека жените бидат жени. Амин. Како може да биде слобода, а да биде обврзана со закон? Тоа е интересно. Христос е интересен. Како ја го разбирам законот на слободата? Ти си слободен да не правиш работи што го сте ти прави. Ете го законот на слободата. Ти имаш сила и тој е закон, силата на законот, да не ги правиш работите што овој свет ги прави, зашто си веќе слободен. Си веќе ослободен. Тука ни е наоѓаат замерката. Не, вие мора да правите така. Не, бе, другар, јас сум слободен да правам така. Ти мораш да правиш така. Ти мораш да одиш по друштвото. Зашто сите пиеле, па и ти да пиеш. Ти мора да одиш по општеството. Сите поддржувале секакви работи и ти да поддржуваш секакви работи. Приморан си. А јас имам слободата. Што значи слобода? Да ја познаваш вистината? Ако ја познаваш вистината, можеш вистински да размислуваш? А ако вистински размислуваш, можеш вистински да одлучуваш? А ако вистински одлучуваш, твојата одлука ќе биде за општо добро на секој еден. Ете, тоа значи слобода. Тоа е слобода по ред. Ако одиме. Значи, се нешто во нашиот живот носи плодови, се нешто во нашиот живот има процедура, има процес, има нивоа на кои треба да се минат. А јас сум слободен. Што си слободен, бе, друга? Јас сум слободен, не знам, од часеви. Најубавото нешто за деца. Да бидеш ослободен од часеви. Шубаво, нели? Сега не е, зашто тај чекаме да се вратиме у школа, знам, септември ќе дојде. Дојде веќе. И убаво некои од октомври почнуваат. Не знаеме неќе се поведат како почнуваат, што почнуваат, јас сум слободен тоа. Ако вистински сте слободни и ако духот е во вас, останете таму. Застанете таму и кажете, јас ствам ваки кој да подемаш. Амин. Ајде да се молиме. Тато, фала ти, Господе. Фала ти што прекрасен, Господе. Фала ти што си ја донел слободата во нашиот живот, да можеме да уживаме, Господе, да можеме да ја пренесуваме, Господе, да можеме да ја носиме таму каде што ја нема, Господе, да ја вкусат, да ја помирисат, Господе, и да речат да, тоа е слобода вистинска. Таму каде што е Духот. Фала ти, Господе, што навистина си не оспособил, Господе, за да можеме да ги донесеме овие работи во светот, Господе, да не чекаме општеството да не обликува. Црквата нека го обликува општеството, Господе. И затоа ние сега
се молиме за тоа. Затоа ние и благословуваме тие што се надвор, што остана надвор, што не влегува во оваа света служба, Господе, да бидат благословени, Господе, не со овој збор сам, Господе, да бидат благословени со Твојата слобода, со Твојот мир, со Твојата праведност, ревност, Господе, светост, Господе, се она што Ти си го замислил, се она што Ти го имаш како порција за луѓето, Господе, ние го носиме пред луѓето, им го носиме пред нос, им го носиме пред нозете и викаме, оваа порција е за вас, оваа порција. И фала Ти, Господе, за соработка што луѓето нема да одбиваат, Господе. Фала Ти, Господе, за свесноста дека Ти си во нивниот живот, Господе, дека Ти ги промени нивните срца, Господе. Фала Ти, Господе, што Ти си обезбедил чисто срце за секој еден, Господе, што Те љуби, си обезбедил за секој еден што Ти пристапи во Тебе, Господе. Ти си обезбедил за секој еден, Господе. И затоа, Господе, ние ги благословуваме, Господе, со свесноста за тоа чисто срце, со свесноста за тоа срце исполнето со љубов, со радост, со слобода, со мир, Господе. Фала Ти, Господе, што кршиш, Господе, проклетство, Господе. Фала Ти што кршиш, Господе, вакви девалвации, Господе, вакви изместувања во општеството, Господе, вакви изместувања во црквата, Господе. Едноставно скрши, Господе, донеси ја вистината, Господе, да ослободи се што може да се ослободи, Господе. Фала Ти, Господе, што ниедно робство нема толку сила да може да го задржи, Господе, зашто Ти си посилен, Господе. Ти си тој што крши окови, Господе. Ти си тој што носи слобода, Господе. Фала Ти, Господе. Фала Ти што Светиот Дух е врз нас, околу нас, во нас, Господе, за да можеме да уживаме во таа слобода, Господе. Алелуја, Господе. Слава Ти, Господе. Те славиме Тебе, Господе. Достоен си Ти, Господе. Фала Ти, Господе, што навистина Ти на благословил да можеме да пристапиме кон Тебе, Господе, без разлика како се чувствуваме, како, Господе, живееме, Господе, или што очекуваме, Господе. Фала Ти, Господе, за свесноста дека сме повеќе од победници во Тебе, повеќе од победници. Ја Ти благодарам што ни ја даваш таа свесност да можеме да се видиме во Тебе, Господе, како повеќе победници, Господе, за да полека, Господе, на ведната глава истраваме и одиме, Господе, не би рекол гордо, но одиме смело, Господе, во Твојот волју, Господе. Фала Ти за оваа црква, Господе, што навистина е црква водена од Тебе, Свети Душе, црква организирана од Тебе, Свети Душе, црква што делува преку Тебе, Свети Душе, Господе, црква што навистина може да каже ние го познаваме нашиот Господ и на тоа познавање ние делуваме така, Господе. Фала Ти, Господе, што навистина Ти кршиш, Господе, секакви, Господе, проклетства или болести, Господе, што Господе, прават пречки за слободно, Господе, действување во животот на луѓето, Господе, во животот на црквата, Господе, во животот на општеството, Господе. И сега ги благословуваме секој еден што пати, Господе, од дислексија, што пати од депресија, Господе. Фала Ти, Господе, што навистина можеме да повикаме на овие работи, Господе, и овие работи да ги видиме во исполнување, Господе. Фала Ти, Господе, во Твоето најсвето име Исус. Амин.